Почитувани, добар ден и добредојдовте на моментот кога сакаме да направиме една промоција на проектот кој што го добивме по основ на третиот повик кој што беше направен за прекогранична соработка помеѓу Република Македонија и Република Бугарија. По овој повик нашето училиште аплицираше, но за да аплицира мораше да имаме некоја поддршка. Јас на почетокот ја користам приликата да го поздравам градоначалникот, да ги поздравам гостите од Дупница кои што сите заедно ја направивме таа заедничка поддршка и директорот од училиштето ја направивме поддршката за да направиме една добра проектна апликација и да го добиеме проектот. Идејата за овој проект беше од страна на градоначалникот и ни ја даде довербата на нашето училиште, а преку директорот тој ја даде довербата на мене да направиме еден тим и да на овој повик доставиме проектна апликација која ќе биде добитна. Но за да биде добитна мораше да имаме еден сериозен партнер од Република Бугарија, а тоа е од Центарот за општествена подкрепа на децата, каде што директор е Красимира Александрова, и успеавме да направиме таа проектна апликација и повторно ќе кажам да биде добитна. Секако дека голема благодарност до сите оние луѓе кои што во текот на апликацијата дава поддршка или ни дава потребни информации за да го склопиме самиот проект. Иако не се тука, јас би се да благодарил на Дуле, кој што е раководител на локалниот развој на општина Крива Паланка. Поддршка имав во делот на информации од Антонио кој што е вработен во општина Крива Паланка, бидејќи проектот е за енергетска ефикасност, а тој располагаше со соодветни информации како почетна база за да ние започнеме нешто да работиме, но секако дека и Сашко Додевски кој што има искуство во аплицирање на вакви проекти, и тој ми даваше некој подкрепа и поддршка, за да на крај со Драган, директорот на музеот, го склопиме, го издизајнираме проектот, го аплицираме и пак ќе кажам, затоа сме сега тука, да направиме промоција на проектот и го добиме проектот. Јас нема многу да должам, на почетокот ти давам збор на градоначалникот, бидејќи во процесот на целото аплицирање ние баравме поддршка и информации, бидејќи станува збор за јавни институции кои ќе бидат опфатени во овој проект со активностите. Му давам збор на градоначалникот, а потоа според агендата ќе се обрати и нашиот партнер кој што ќе каже од нивно видување како и на кој начин соработката течеше, директорот, и на крајот ќе го презентираме проектот. Почитувани дами и господа, драги гости, би сакал да поздравам сите, да искористиме ова прилика да им честитам на сите оние кои учествуваа во аплицирањето во овој проект, во изготвувањето на овој проект. Мислам дека голема благодарност и до тоа затоа што се поддржа овој проект како навистина проект кој ветува добра работа. Имено се работи за проект кој ќе направи енергетска ефикасност на неколку објекти во општина Крива Паланка и во општина Дупница, како што се училиштата, градинките, општинската зграда и така натаму, и каде што ќе имаме веќе проект за санирање, односно на вратите, на фасадите, на прозорите, и воедно ќе имаме искористување на сончевата енергија за производство на електрична енергија и за производство на топла вода во овие институции. Ова сметам дека е една работа која навидно сега на почетокот, као почетна фаза, можеби не е многу интересна, но сепак кога ќе почне, кога ќе бидат направени сите овие проекти, секој од нив ќе си биде проект сам за себе и со сите овие проекти можат институциите да се аплицираат, да направат нешто и со самото тоа да си направат олеснување во својата работа. Мислам дека не е мала работа доколку една училиште произведува електрична енергија и го намали трошокот кој го има сега за електрична енергија, па макар и за половина или за една третина. Сепак е тоа нешто што значи, нешто што ветува и може слободно да кажеме уште од почетокот дека тоа успешен проект кој ќе треба да се реализира до крај. Сега овој проект е само за техничка документација,
да го спремиме онака како што треба, за да може да се аплицира понатаму. Текот на времињата како што идат и како што доаѓаат, се повеќе се обраќа внимание на енергетската ефикасност, на штедењето на електрична енергија, на обновливи извори на електрична енергија, а токму овој проект го ветува тоа и мислам дека еве направивте убава соработка и со општина Дупница, по која екипите соработува исклучително добро и еве јас голема благодарност и на општина Дупница за поддршката и за заедната соработка што има при изготвувањето на овој проект и нормално комисијата оценила тоа и одлучиле да овој проект биде прифатен. Јас им честитам и посакувам добра реализација и имплементација на овој проект. Името на кмета на община Дупница и лично от моя име искам да ви приветствам, добре дошли на днешната презентация. Да благодаря на кмета на Крива Паланка и на екипа Добри и неговия директор, който ни поканиха да бъдем партньор по този проект. Ние се съгласихме да участваме в този проект, защото оценихме, че той е изключително значим във време, в което трябва да се развиваме и да вървим напред. Няма как да развиваме двата града Дупница и Крива Паланка без да отговорим на европейските директиви, да имаме икономично електричество, да имаме винаги топла вода и сградите ни да бъдат енергийно ефективни. Ще си позволя тук да разкрия пред вас от кухнята на нещата, че основният човек, който разработи проекта, това е Добри, и аз не го крия това, не искам да му благодаря, защото той беше човека, който предложи идеята, заедно с него я обмислихме, но той пое изключително голяма част по разработването на проекта. След като Добри сподели с мен идеята си, аз се споделих с община Дупница, получихме 100% подкрепа, още повече двете общини работят прекрасно, ние вече се познаваме и аз съм убедена, че ние ще го изпълним този проект и ще намерим в следващия период финансиране за всяка една сграда. Благодаря. Добър ден на сите. Благодарно ще го гледам в голем број. Нашето училище, како лидер партнер, покажа дека знае и умее да ги користи европските фондови. Посебно ми е драго како директор на оваа институција, бидејќи имаме прекрасен тим кој што може да го попала не само за овој проект, но и претходните проекти кои што ланчано доваѓа и ги ние успешно реализиравме. Подокажа дека безрезервно ја дава и мојата и нашата поддршка за реализација на овој проект. Воедно можам по кратки црти да кажам и да ги едноставно охрабрам и другите директори да учествуваат на наредните проекти кои што се навистина корисни за нашето општество и за нашата општина. Ние сме тука да помогнеме, да им овозможиме што е потребно во целокупната таа документација и активност кои што водат кон успешна реализација на еден проект. И на крај да не должам, дека посакувам овој проект после 10 месеци успешно да се реализира и се надевам дека навистина успешно ќе биде и повторно да се видиме во овој број и едноставно да го прославиме овој проект. Благодарам на сите за краткото видување послов на самиот проект. Значи, ние зборуваме неколку пати за проектот, сега би сакал и вас да ве запознам од прилика сите оние кои што се како корисници на самиот проект, знаат слушно за што става збор, но еве да ја споделиме целокупната идеја и како и на кој начин ќе го реализираме самиот проект. Значи, како што кажам на почетокот, овој проект е финансиран по основ на прекограничната соработка по третиот повик за ИПА програмата, прекогранична соработка помеѓу Република Македонија и Република Бугарија. Насловот на проектот е јавните институции енергетски ефикасни. Општинско основно училиште Илинден е водечкиот партнер на самиот проект, а додека од општина Крива Паланка, Македонија, а додека Центарот за јавна поддршка од Дупница е партнер на проектот. Приоритетната оска по која што аплициравме на проектот е економски развој и социјална кохезија. Тоа е во сферата на меките мерки.
Областа на интервенција на која што сакавме да работиме е подготовка на проектна документација. Времетраењето на проектот е 10 месеци, а вкупниот буџет за двете страни е 142.324,63 евра. Целта на проектот е изработка на техничка документација за 16 објекти, тоа се јавни институции од општина Крива Паланка и општина Дупница, што опфаќа изработката на техничката документација. Значи, јас, кој што немав предходно никакви сознанија што е тоа техничка документација и што треба да има, во процесот на изработка на проектот, благодарение на стручните луѓе кои што беа мои соработници, научив многу работи за техничката документација и сега би сакал тоа да го споделам. Се надевам дека градоначалникот знае, добриот урбанизам знае, Дуле, но многу од нас можеби не знаеме што тоа се опфаќа. Техничката документација би опфаќала реновирање на зградите, основно реновирање на зградите за да бидат енергетски ефикасни. Тоа значи опис на методологијата како и каков материјал би бил ставен доколку сакаме тој објект да биде енергетски ефикасен. Со промена на столаријата, значи прозори и врати, со промена на кровна конструкција, со фасадна изолација, дали надворешна, дали внатрешна изолација, но се да биде тоа опишано во методологијата според европските стандарди каков материјал и колку количина ќе биде употребена за да тој објект биде енергетски ефикасен. Друго што опфаќа ова техничка документација, тоа е првата основна основа за реновирање на објектите. Вториот дел е електродел или енергетска техничка документација која што опфаќа поставување на фотоволтаици со внатрешна инсталација, електрична инсталација, локација каде што ќе бидат сместени сите оние акумулатори кои што ќе акумулират сончевата енергија и ќе ја претварат во електрична енергија, каде што таа енергија ќе биде акумулирана во тие акумулатори и кога не е потребно на објектот да ја користиме. Во тој дел ќе имаме можност и за документација или внатрешна инсталација за топла вода. Значи, топловодна инсталација и електроинсталација. И во третиот дел, машинскиот дел е поставување на гасни станици, каде што ќе биде сместена котларата на надворешниот дел од објектот, бидејќи мора да биде на нулта точка според позицијата на површината на земјата, на нула кота, и внатрешна инсталација за да биде вклучена во тековната која има затоплување, парно затоплување, да биде вклучена во таа инсталација. И сега не знам дали доволно добро објаснив, но мислам дека во процесот на изработка, кога ќе ги видите документите на крај, може би ќе биде појасно. Сега што сето ова опфаќа? Дека за секој објект, кој што понатаму ќе ги кажам кои се објектите, за секој објект ќе биде поделно ставен делот за основно реновирање, делот за електрика и делот за машинство. Во зависност донаторот кој што нуди, таа апликација, тој проект им го доставиме. Но во целина ќе има една целосна техничка документација за енергетска ефикасност на објектите. Доколку сакаме целиот има соодветни пари кои што нуди донаторот, може целата апликација да ја доставиме со опис што сакаме да изреновираме во самиот објект. И на крајот, бидејќи станува збор за институции кои што преку ден ја трошат електричната енергија, а навечер не ја трошат таа енергија, ќе има можност да се направи и фасадно и дворско осветлување инсталација. Значи, документација за фасадното осветлување на овие објекти и преку вечер да ја акумулираната енергија да ја трошат и навечер тие објекти и дворот се осветлува. Доколку се постава соодветен број на фотоволтаици на самата институција и има можност да тоа би било во следна некоја фаза после да видиме колку ќе троши самата институција електрична енергија, може да се направи договор со дистрибуција за да ја дистрибуираме електричната енергија на најблиските потрошувачи, дали е за патно осветлување, дали е за игралиште или за било кој објект во близината што се наоѓа до станицата каде што се акумулира електричната енергија. Тоа би било многу корисно и исплатливо. Сега, ова го зборуваме врз основа на направениот повик за доставување на
Која е нашата потреба и која е нашата идеја за доставување на документација за да го избереме оној кој што ќе ја изработува техничката документација. Ние ги сканиравме сите објекти со стручни луѓе и забележавме дека дел од нашите објекти се ги задоволуваат некои стандарди. Но има голем дел од самите институции кои што не ги задоволуваат тие стандарди и мора да се смени, да се има пообемен зафат за да кога се реновира сето ова да биде направено како што треба. Кои се активности што би биле во скоп на самиот проект? Објавување на постапка за изработка на техничка документација, организирање на една работилница како да се подготви таа техничка документација за повиците од ИПА фондовите. Која е целта? На ова работилница ќе присуствуваат представници од јадните институции кои ќе имат ова техничка документација. На следните повици кога ќе бидат отворени, за да може самата таа институција да биде спремна како и на кој начин да ја издизајнира или искомплетира апликацијата за да може да аплицира и да побара средства од програмите кои што се од Европската унија. Организирање на 3 работилници за енергетски ефикасни објекти, предности и придобивки. Кои би биле предностите и придобивките на самите институции каде што ние работиме или го трошиме работното време. Организирање на студиска посета во Република Словенија, која што е земја членка на Европската унија, за да видиме добри практики како и на кој начин тие тоа го имат издизајнирано во рамките на европските стандарди и законодавство. И на крајот, се надевам, нели кога ќе дојде крајот на самиот проект, бидејќи се тоа ќе го имаме изреализирано, ќе организираме една донаторска конференција на која ќе поканиме соодветни представници од министерствата кои што поддржуваат реновирање на објекти за да бидат енергетски ефикасни, донатори кои што финансираат и поддржуваат проекти од овој тип, за да им покажеме дека ние имаме направена техничка документација и доколку се спремни да ги поддржат овие наши проекти. Сега, кои се тие институции опфатени во самиот проект? Значи, двете општини имат прекрасни згради, но зградите не се соодветни енергетски ефикасни. И затоа ги ставивме на почетокот тие две згради да бидат, да се направи техничка документација за тие две згради. Потоа, Општинското основно училиште Илинден, исто така дел е изреновиран и ги задоволува критериумите и стандардите, но во делот на машинскиот дел и енергетиката не ги задоволува стандардите. Општинското основно училиште Јоахим Качовски, тука ќе бидат опфатени двете згради, Централното училиште и училиштето Партизан. Средното општинско училиште Ѓорче Петров, кое во голем дел ги исполнува сите стандарди за енергетско ефикасно училиште, според столаријата и етериерот, но според потребите за електриката и машинскиот дел ќе треба таму да се интервенира. Општинскиот ученички дом Боро Менков. Потоа имаме детската градинка Детелинка, двете згради, значи централната зграда и зградата кај Комуналец. Тука ќе треба да се направи детална спецификација за техничка документација, бидејќи многу треба да се во делот на кровна конструкција, столарија, електрика, така натаму. Ги ставивме и градскиот музеј во Крива Паланка и исто музеот во Дупница и тие да бидат опфатени, бидејќи тие се потрошувачи кои што трошат електрична енергија, но сето тоа оди на терет на буџетот на општината, на двете општини. Се разбира дека од партнер организацијата ДЗЛРГ Дом за деца, Олга Стојанова. Потоа имаме Центар за општествена подкрепа и тој е опфатен од општина Дупница. Ови се сите центри за деца каде што со пречки во развој. 9 центар за деца со пречки во развој. Потоа имаме едно живеалиште, набудувано живеалиште каде што децата по завршување на после 18 години таму се социализираат и го трошат и организираат своето време.
и детската градинка број 6 во општина Дупница. Тоа се сите, вкупно се 16 објекти за двете општини, 9 од општина Крива Паланка и 7 од општина Дупница. Зошто овие објекти? Затоа што во делот на сметките кои што дајат за електрична енергија се многу големи и го трошат буџетот на општината. Просечно се плаќа месечно можеби до 5-6 илјади евра за електрична енергија се плаќат сметки на ниво на општина за овие објекти што се наброени тука за општина Крива Паланка и општина Дупница. И сега, доколку се изреновират овие објекти, мислам дека месечно сметката за електрична енергија по објект на половина би се намалила. Ние не сме свесни, бидејќи во училиштата имаме компјутери, секој компјутер троши соодветно количество на енергија и не сме ни свесни, викаме еден компјутер, два компјутери, тоа на крај кога дојде сметка, јас мислам дека во просек доаѓаат околу 1000 до 1500 евра сметките за електрична енергија. И на крајот мислам дека со сето ова што би го направиле, ние ќе ја штедиме енергијата, но на тој начин ќе ги штедиме и парите кои што ќе бидат наменети за некои други активности кои што се во сферата на посебно на образованието, развој на локалниот план, локалната заедница и ќе бидеме со ова проектна документација ќе бидеме конкурентни на следните европски повици, бидејќи на неформалниот разговор што го имавме ни кажа дека тоа е техничка документација која ќе биде издржана, направена по европски стандарди и следните корисници во делот на проектот на повикот за инфраструктура се добитни проекти. На крајот мислам дека не бев долг. Достаточно ги споделив информациите во однос на проектот. Се надевам на целосна ваша поддршка во делот на прибирање на сите информации кои што се потребни за вашите објекти. Се надевам дека од урбанизам ќе имаме поддршка во делот на некој документ што треба да го извадиме. Бидејќи за сите овие објекти на крај ќе има потреба да се извади имотен лист, ќе треба да се извадат некои спецификации за објектите. Одобрение, да, на крај, што ќе опфаќа технична документација? Значи, дел од самата документација кој што е потребен кога ќе аплицираме да биде на англиски јазик, ќе биде преведена на англиски јазик. Ќе бидат заверени овие проекти, заверени. Ќе имаме кои објекти дозволува да има 3D презентација направено, како би тоа изгледало во 3D форма, ќе биде тоа направено, за да, кога ќе аплицираме, не кажат донаторите овие проекти не се издржани. Ќе бидат направени на ниво на потребите на Европска Унија, за да ги финансират сигурно проектите. И јас искрено се надевам дека нема во следниот повик да одбијат ниту еден проект од инфраструктура од овие технички документации што се направени. Ви благодарам многу на вниманието. На крајот